Почитувани гледачи, ја следите емисијата Македонско издание, која што се емитува на YouTube. Денеска е 5 април 2025 година и во емисијава повторно подготвивме содржина со која се надевам ке го задржиме вашето внимание. Јас сум Победа Пискачева, продуцентот, водителот и уредникот на оваа ваша емисија, која што ве информира и забавува повеќе од 26 години. На самиот почеток сакам да ви се заблагодарам што одлучивте во наредните минути да бидете со нас. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. На 28 септември минатата година во една од салите на црквата Свети Климент Охридски во Торонто се одржа прослава по повод 55 годишнината од постоењето на радиоемисијата Глас од Македонија, која што се емитува во Канада, а која ја подготвува Драгица Лапајковска-Белчевска. Но овој значаен јубилеј во организација на самата уредничка на радиопрограмата Глас од Македонија Драгица Лапајковска-Белчевска, како и со помош на членовите на низиното семејство, присуствува голем број на гости, верни слушатели на ова македонска радиопрограма. Во продолжение да го проследиме интервјуто што после тоа го направивме со Драгица Белчевска-Лапајковска. Почитувани гледачи, разговараме со Драгица Белчевска-Лапајковска, која што веќе повеќе од 50 години ја води емисијата Глас од Македонија овде во Торонто. Драгица, драго ни е што можеме да го извршиме ова интервју со вас во врска со големиот ваш успех, кој што беше прославен сега неодамна, славејќи 55 години од постоењето на оваа значајна радиоемисија на македонски јазик. Кажете ми прво за почетоците. Значи, емисијата беше започната од други луѓе. Точно тоа, но најпрво поздрав до емисијата, телевизиската емисија Македонско издание, се разбра и благодарност до тебе. Без персирање сега јас ќе преминам, а верувам и ти ќе преминиш така, а истовремено и до твоите гледачи. Оваа емисија отпочна во далечната 69-та година, во ноември месец. И морам да се заблагодарам, и редно е да ги спомнам, тогаш почетниците, каде што се формира самава радиопрограма, тогаш Македонски глас беше во чин мултикултурната станица, отпочна ја Михајло Николовски покоен, Мери Кондова покојна и Тони Опашинов Павловски. Така да, од 1969 година, за кратко време беа Тони и Мери Кондова, меѓутоа Михајло Николовски ја продолжи својата програма, а јас всушност доаѓајќи во Канада и некаде во 1973 година слушнав дека имало продавница каде што се продаваат новини, весници, плочи, грамофонски и така натаму. И точно отидов, случајно тоа беше, отидов таму во самата продавница на Михајло Николовски, бидејќи бев редовен читател, морам да кажам, на Просветна жена и на Пулс. А мојот покоен татко пак на Нова Македонија, со цел отидов за да купам. Да. И при самиот разговор со него вика, осеќам дека имаш радиофоничен глас, барем така ми кажа, и рече, мене ми е потребен женски глас на радио. И така отпочна. Во прво време тогаш ние снимавме со него, меѓутоа после тој поради оправдани причини значи не ја водеше програмата. 76-та година ја презеде мојот кум, да речам и венчан и децата што ми крсти, доктор Драги Денковски, за една година, а јас да ја водам програмата. А кога виде Драги, викат, зашто рече да
мислам, моето име да се слави кога ти сите работи ги правиш. И од 1977 година го презедов јас лично овој радиочас. И тоа беше колку возраст твоја? Па тогаш некаде бев 22-3 години, така нешто. Многу помлада од сега. И сега, значи, од тогаш до сега емисијата комплетно ти ја подготвуваш сама на можда во текот на времето различни радиоканали, меѓутоа Чин е основниот значи канал на кој што се емитува. Зошто сметаше дека беше многу важно за македонската комуна овде во Торонто да се продолжи оваа емисија на македонски јазик? Па, ако таму веќе ние сме раснеле и веќе го зборуваат и македонците својот македонски јазик, овде барем оние што дошле меѓу кои јас, да се вратиме со нашите мисли, со спомените што биле таму, да речеме за Великден, за разни семејни слави или свадби и слично. Тоа беше целта, а истовремено да се негува и македонскиот збор и песна, да не се заборави. Од друга страна, реков самата јас, поаѓајќи од поуката на мојот покоен татко, како аманет, ако сум имала добро детство, тогаш во Југославија беше, значи во Македонија, реков барем на ваков начин да возвратам за мојата земја. Не изигрувам некоја хероина или било што, меѓутоа тоа ми беше аманетот и се уште го осеќам тој аманет додека ја видам Македонија како што треба, а после ќе гледаме што ќе правиме со емисијата. За сите овие, значи долги години како уредник, водител, исто истражувач, затоа што твојата емисија е многу историски опфатена, со многу минимална помош, можеме да кажеме, од македонската комуна, сепак издржа да обстанеш. Мораме да кажеме дека медиумите овде кај нас, не постои ни еден медиум кој што може да се издржува самиот од себе, постои само еден, телевизиски, да не го спомнуваме тука. Меѓутоа, ете, ти беше и се уште си со агенција за патување, на кој што начин го обезбедуваше својот леп, како што велиме. Точно. Кажи ни, како успеваше како мајка со 3 деца да можеш на толку места да бидеш во исто време активна? Најпрво да одам на предходното твое објаснување околу радиочасот. И самата знаеш колку е тешко да се одржи еден радио или телевизиски час, па би рекла и весниците што се. Меѓутоа, многу пати сум поставувала прашање какви беа тие наши македонски херои. Еве, кој да употребам пример, Богомилскиот поход, февруарскиот поход, минус 29 степени, барем од историја малку што се сеќавам, одеа на минус 29 степени, издржуваја. Јас знам и ти знаеш самата колку е тешко да се одржи овој, мислам да одржиш еден радио, да. Но нешто како тоа да ми дава мене како некоја нова енергија, мислам, за да продолжам да ја водам ова радиоемисија, а од друга страна, тоа што кажуваш ти, овде точно е дека народот некако, како од една страна те тапкаат порамо, од друга страна, кога ќе дојде за нешто да се помага, мало е потешко. Меѓутоа, има и некој благодарение на некои бизнисмени или поединци, не можам тоа да речам за сите. Јас многу пати сум рекла, а знаеш дека сум и, како што сум само критичар за себе, голем сум критичар, не гледам ни која е влада, македонска, макар и канадска и се, барем тоа ти е познато. Така да, ние можевме да одиме по патот, ај на евреите нема да употребам, меѓутоа на грците или било кој, како можат и италијанците, грците да имаат не знам колку радио и ТВ станици, а да не зборувам за радиопрограми и слично, а ние едва издржуваме ова што го имаме. Мислам, мало е тешко. Некој исто ми сугерира, вика, зошто рече не направиш некој проект што дава македонската влада. Не сакам
да речам колку сум добра, и јас сум со мани и со квалитети се разбира, меѓутоа од тој сиромашен народ да земаш пари, да, како што некој веќе овде добија од медиумите, и јас не сакам да ги именувам, меѓутоа не можам да си го дозволам тоа. Кога имаме толку многу бизнисмени овде, значи, ако знаат да се чукат погради дека се бизнисмени, тогаш дај да се помогнат и овие радио часови, телевизиски часови, весници и слично. Пак ќе речам, не зборувам за сите бизнисмени. Има стварно што некои се доста, значи, што помагаат. Исто така голема твоја заслуга е во обединувањето на македонската комуна, затоа што знаеме дека овде во Торонто, во Канада, во главном, имаме македонски иселеници кои што се дојдени од различни делови на нашата Македонија, од Егејска Македонија, од Пиринска Македонија, од Албанија. Начинот на кој што ти ги сплотуваш во твојата емисија е навистина за пофалба, заради тоа што сите тие поединечно доаѓаат со своји политички различни гледишта. Кажи ми зашто и на каков начин успеваш сето тоа да го направиш? Најпрво, кога се сака нешто да се направи, а најважното е, нормално, бидејќи ја водам директно радиопрограмата, значи лајф ми е и некогаш и ќе сгрешам, а некогаш во самото што го имам пишано и се возбудувам, мислам, затоа што од срце го зборувам и некогаш и ќе сгрешам или ќе се искашлам, ама тоа е тоа, мислам. Али морам да кажам, сега ќе ме вратити со мене, кога се осамостои Македонија, размислував, тогаш јас имав само 2 пати во неделата програма или еден ден. Меѓутоа побарав, инсистирав од радиостаницата тогаш Чин, ако можам да добијам 6 дена во неделата и како што практикувам да биде вечерна програма. Дента да видам што се случува, па после ако треба да демантирам. Тука самата ќе бидам нескромна и ќе си дадам голем кредит што многу, кога се осамостои Македонија, што имаше многу од страф или не знам како, што одеа во грчки цркви или бугарски, вратив во нашите македонски цркви да дојдат. Тоа значи не може никој да ми го побие тоа, затоа што тоа е вистина. А знаев, се случуваше таму после мене, бидејќи Чин беше AM и FM. На FM од 8 почнуваја грците со грчката програма, а јас од 7:30 нарочно купив радио, што ќе дојде таму што беа на грчко, македонци ги знам, нарочно го пуштав радиото за да ја слушат мојата програма додека чекаја. И морам да признам, мало може би бев досадна, али почнував со стихови од покојниот Бошко Смаќовски, да се биде македонец најпрви не света работа, а дори потоа проклетство и немир и така натаму и така натаму. Со тоа почнував и мавав како што знам да мавам. Да. Значи, овие слушатели кои што толку години ја слушаат твојата програма и се верни твои слушатели, секако дека се задоволни и секогаш доаѓа, јас се сеќавам на сите твои организирани, дали се тоа годишнини или се некакви други дочеци на некои македонски, да кажеме, уметници, Петре Приличко меѓу нив и покојниот Петре Приличков и Мара Попара, исто така сега покојна. Исто така Бошко, овај е Мишко Крстевски, Момо Николовски, покојниот Драги Митев, Барбаровски, не знам ни сама веќе кои да ги спомнувам. Многу од нив, да. И сакам да кажам дека сето тоа беше организирано стварно на високо ниво и би сакала да ја спомнам последната прослава што ја одржа сега неодамна, значи сега сме ноември, беше пред 2 недели, 2024 година. Каде што имаше еден специфичен гостин дојден од Мала Преспа. Кажи ни за него и неговата услуга, што ти ја процени дека е многу важна за да ја слушнат сите овде таа борба која што он ја води. За него јас ќе употребам сега точно една што ми кажа нејзина мисла, една и моја слушателка, да речем редовна и помагател на радиопрограмата Глас од Македонија. Вика, ти овој човек што го донесе... Името?
ќе го кажам, ти овој човек што го донесе, ти отвори манастир, ми вика. И јас му викам како тој таков човек досега не се родил, вика. А името скоро секој го знае, председателот на Македонската политичка партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, Васил Стелјовски, инаку тој студираше во Скопје национална историја, магистрира и сега планира да докторира на тема околу бугарите што ни прават. Таков човек, али не само ова што мислам што е активен во пишување или било што, неговата стратегија, како што ми кажува, рече, сакам да ги обединам македонците без разлика дали се македонци муслимани. И во Турција е отиден со фолклорната група од Мала Преспа, и сега неодамна беше во Нивици или на некој фестивал на фолклорни групи, море оди во Пиринско, во Егејско, последниот пат, пак негде пред 3 недели беше во Солун на вториот поред форум за малцинствата во Грција. Толку е активен, значи, може би, јас би рекла, навистина, и јас не се плашам, ама тој човек само Господа го варти, би рекла. Дај Боже, и за крај би сакала да спомнам дека секако покрај така велат, нели, позади секој успешен маж стои успешна жена. Во оваа твоја ситуација позади така успешна жена стои секојаш твојата фамилија. Што можам да го искажам со оглед дека двете ќерки беа во последната прослава, пеа песни и конференције, а исто така сопругот Никола Белчевски, кој што е познат уметник овде. Кажи ми, колку ти значи тоа што секогаш фамилијата е позади тебе, вклучувајќи го и синот Александар? Јас едно би рекла, нормално и мажот ми може би е среќен со мене, но навистина јас сум среќна што имам таков сопруг, а посебно моите деца поминав низ едни така лоши искушенија, така да мојата фамилија никогаш не ми рече ништо, само ме поддржуваше. И како јас сега да бидам безобразна, кога навистина од се срце, не знам, може би така ги одраснавме децата, али поаѓам од самата себе кога моите родители така ме воспитувале. Мојава фамилија, нормално, како и секој еден родител што се гордее со своите деца, така и јас, посебно и сега што имам 2 внуки, а на пат е и трето внуче, значи, од ќерката. Честито! Од Марија, со Господ напред, а посакувам и на секој еден, значи, секаде кај што нема да надокнади Господ, така би рекла. Така да, јас немам зборови што би кажала за мојата фамилија. Нормално реков, никој не е идеален, сите сме со своји грешки, но најважното што е, сплотени сме. И еве имам навистина прекрасна сна и прекрасен зет, што гревот би ме фатил од Господа, така да се изразам, ако проговорам нешто лошо за самите нив. И на крај, до кога да очекуваме, а би сакале, значи, бескрајно, емисијата да продолжи да се емитува, до кога Драгица Белчевска, Лапајковска ќе каже, доста ми е, сега веш нема да работам емисија? Повторно ќе се земам за право, може би претерувам тука. Многу пати сум размислувала да го оставам радиото, но да најдам човек кој нема да се плаши како ја што напаѓам и НАТО, и ЦИА, и Европска унија, и сите што ги напаѓам. Мислам, да го прави, за да продолжи. Меѓутоа, верувам дека има, ама се уште кај мене не е дојден. И ова ќе речам, мислам да надокнадам, кога спомнав за пример да се земат пари од владата, од било која влада на Македонија. Како да земам јас со друга страна пари, а јас немам, мислам, кој ќе треба нешто да критикувам, вака ќе бидам јас како да зависам од нив. А барем вака, бидејќи ни една скршена пара од нив не сум зела, можам слободно да зборувам и да критикувам. За да продолжам, се надевам дека ќе продолжам и понатаму, затоа што си ветив самата себе да ја видам Македонија
Ама ова со помош на Трамп сега јас мислам дека со Господ напред ќе бидат убави работите и му честитам на Трамп и на неговата замене дама, како и Жаклина Кенеди. Тие ми се мислам најдобрите дами да речам. Се надевам дека ќе дојдат подобри денови и друго некој чуден инстинкт имам. Оние што ја поделија Македонија, тие повторно сакале или не сакале, ќе ја соединат. Затоа сакам да се обратам до сите мои, односно твои гледачи, да не се секираат, да не губат надеж. Секогаш после дождот доаѓа сонце. После вечерта, темнината доаѓа ново утро, ново сонце, а ова ќе биде и ново сонце на слободата. Ова го зборувам, од срце го зборувам. Така да не можеме ние само ајде нешто настана и ајде готово пропадна светот. Не. Тука во тој смисол јас богам имам многу цврст карактер. Не се предавам додека можам, ќе продолжам да ја водам програмата, но зависи и од нашите мислам слушатели, гледачи и бизнисмени колку ќе помогнат. Зашто некогаш не можеш ти да турниш зид со глава. Така да со Господ напред, додека ја видам Македонија како што треба брем, така мислам да продолжам. Значи, со надеж дека Македонија ќе ја видиш како што сакаш да ја видиш и понатаму се надеваме дека ќе ја водиш оваа емисија и уште наредни 20, 30, 40 години. Ете, почитувани гледачи, тоа беше краткото интервју со Драгица Белчевска Лапајковска, која што навистина заслужува да биде представена не само во нашава комуна, затоа што ја знаат сите, меѓутоа низ целиот свет каде што имаме македонци. Јас ти благодарам навистина од срце за пофалните зборови и еве што одели ти, односно твоја иницијатива за да бидам на твојата телевизиска програма. Меѓутоа, сакам од срце да се заблагодарам на сите оние кои ми помогнале и се уште помагаат за да обстои овој радиочас. Но, истовремено посакувам прво здравје во секојно семејство, радост, убавини, но и Македонија, како што реков, да си ја видам обединета и мир во светот. Благодарам. Ти благодарам од срце, победа. За професионално дизајнирање на веб сајтови по поволни цени барајте ги TJ Hosting. Во денешнава емисија имаме и неколку пораки за сите врсти на животно осигурување, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување, како и осигурување кога патувате. Јавете се кај мене на 647 977 0233. Јас ќе ви помогнам да го одберете најповолното и најдоброто осигурување за вас. Секогаш и насекаде читајте македонски вести. Сега и новини од македонските комуни од Соединетите Американски држави и од Австралија. Почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа 437 емисија на Македонско издание, што единствено можете да ја следите на YouTube. До нашето следно видување ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. Ba-da